Добар ден, моето име е Милошевска Александра. Јас сум наставник по стручни предмети во Средното стручно медицинско училиште на град Скопје и воедно оваа година го предавам предметот Систем на здравствена и социјална заштита како еден нов предмет според новата модуларно дизајнирана наставна програма за оваа учебна година. Денес ќе се запознаеме со одредени наставни единици од последната модуларна единица од овој предмет. Всушност ќе зборуваме за поимите врзани со здравственото воспитување и здравствено-воспитните принципи. Поимот воспитување е еден од најчесто употребуваните зборови во секојдневниот живот, најчесто поврзан со помладата популација. Воспитувањето се случува во текот на целиот живот, значи тоа е процес кој што започнува од самото раѓање, во периодот на детството, младоста и тоа е задача пред се на родителите во рамките на семејството, а подоцна и на сите чинители во воспитно-образовниот процес на едно дете. И сите овие заедно ја имаат најтешката животна задача, односно да создадат личности со вистински вредности. Целта на воспитувањето е да стекнеме основни навики на добро однесување, почитување и себе надоградување, со цел да стекнеме знаење, вештини и психофизичко надоградување. Поимот здравствено воспитување представува дел од воспитувањето, преку кој што ние стекнуваме знаење и вештини за унапредување на сопственото, а со самото тоа и на колективното здравје. Денес поимот здравје има големо значење. Се наоѓаме во период на пандемија, светска глобална пандемија со COVID-19 или коронавирусот, и поимот здравје, начините за негово превенирање и унапредување го имаат и најголемото значење. Всушност велиме информирај се, едуцирај се, сподели информација, следи протоколи, со цел да го заштитиш сопственото здравје, здравјето на твоите најблиски и на сите нас. Со цел да го обезбедиме превенирањето на сопственото здравје, а воедно и на глобалното здравје, потребно е да имаме одредени знаења и вештини од здравственото воспитување. Значи да стекнеме одредена здравствена едукација за да обезбедиме унапредување на сопственото, а со самото тоа и на колективното здравје. Велиме само здрав човек може да биде корисен за себе, за семејството и за општеството. Грижата за здравјето на населението е од особено значење за секоја држава. Само држава со здраво население може да биде богата, бидејќи здравиот човек придонесува на сите полиња за напредок на државата, како во материјален, така и во духовен смисол, создавајќи материјални и духовни богатства на државата. За да едно општествено уредување или обкружување биде успешно, да може да функционира на сите полиња во општеството, потребно е да има здраво население. Само здраво население може да допринесе на било кое поле во една држава. Што представува здравственото воспитување или здравствената едукација? Велиме, здравствената едукација е дизајнирана да им помогне на поединците и заедниците да го подобрат своето здравје преку зголемување на нивното знаење или влијание врз нивните ставови. Со цел полесно разбирање и стекнување знаење и вештини, соодветни на возраста, менталниот капацитет и потребата од истите, здравствената едукација се реализира кај различни возрастни групи и подрачја. Тоа значи дека здравственото воспитување или здравствената едукација не може да реализираме на еднакво ниво кај сите возрастни популации. Секоја возрастна категорија има потреба од различно ниво на здравствена едукација, што малку подолу во изјаснувањето ќе го објасниме истото. Здравственото воспитување можеме да го спроведеме, велиме, во различни средини. Основната животна средина е во рамките на семејството. Во рамките на семејството стекнуваме знаење и вештини од различни категории, меѓу истите спаѓа и здравственото воспитување. Значи, основните параметри на здравствено воспитување ги стекнуваме во рамките на семејството. Подоцна, кога детето тргнува во градинка, почнува да посетува училиште, велиме дека здравственото воспитување го продолжува во рамките на училишните установи
За да подоцна во текот на животот, здравственото воспитување го стекнуваме и како возрастни единки, кои што стекнуваат одредени знаења и вештини од страна на стручни лица. Еден таков пример е и самата пандемија со коронавирусот, каде што најголем дел од населението, возрастната категорија на луѓе се едуцирани за начинот, односно трансмисијата на вирусот, начинот на негово пренесување и нормално начинот на превенција и заштита. Подоцна родителите истото го пренесуваат на своите деца со цел да се обезбеди целосна заштита на населението. И велиме имаме здравствено воспитување во рамките на работните позиции или односно во рамките на работните организации, во зависност од типот на работата се спроведуваат различни здравствени едукации со цел да се превенираат било какви повреди на работното место. Здравственото воспитување се спроведува и во однос на различни возрастни категории со цел да ги примениме правилно превентивните мерки. Здравственото воспитување или здравствената едукација користат различни методи и техники, преку кои што ќе овозможат едукација на широки народни маси и на тој начин ќе зголемат свесноста и важноста за сопственото здравје. За полесно разбирање и применување во секојдневниот живот, здравствената едукација се врши кај различни возрастни популации. Првата категорија, велиме, тоа се деца од 0 до 6 години или тоа се предучилишни деца. Тоа е онаа најмала категорија кај кој што треба да примениме најниско ниво на здравствена едукација, значи тоа да биде сликовито, јасно и интересно представено на оваа популација со цел да биде јасно разбрано и лесно применливо. Во оваа група во основа ги учиме децата на основните лични навики. Целта ни е што е можно побрзо да ги одвикнеме децата односно да им обезбедиме соодветен начин за самостојно примена или користење на тоалет, стекнување на лични навики во однос на оралното здравје, колку често и како правилно се четкаат заби, што значи една утринска рутина, значи станување, средување, облекување и така натаму, со цел да ги стекнат основните навики на секојдневно живење. Втората категорија сум ги сместила мајките родилки. Секоја мајка која што се реализирала односно секоја жена која што се реализирала во улога на мајка има одредени предзнаења, но таа треба подоцна во животот да се стекне со одредени вештини за правилно чување на сопственото дете, односно за правилна грижа на сопственото дете. Потоа тука ги ставаме училишните деца, тоа се деца од 6 годишна возраст па до 14 годишна возраст, според новиот систем на учење, веќе деца од 5 годишна возраст влегуваат во училишни деца. Тоа се категорија на деца во кои што во зависност од возраста применуваме различни нивоа на здравствена едукација. Во пониските оделенија ги едуцираме по однос на оралната хигиена, што значи правилно четкање заби, што значи млечна, што значи трајна дентиција, како правилно треба да се грижиме за сопствените заби, колку често треба да посетуваме стоматолог. Подоцна како растат ги учиме што значат заразни, што значат незаразни болести, што значи трансмисија на заразна болест, како лесно истата се пренесува, како да се заштитиме. Во следната категорија ги имам сместено младинците. Тоа е една интересна категорија на воспитаници. Тие имаат одредено предзнаење кое што очекуваме дека го стекнале во училишната возраст, но имаат и голем дел на празнини во однос на здравственото воспитување, па тука најчесто ги едуцираме по однос на нивното сексуално здравје, по однос на полово преносливите болести, кои се причинители, кои болести можат да се пренесат преку полов однос, како да се заштитиме, кои се последиците од нив. Ги едуцираме по однос на правилната исхрана и значењето на правилната исхрана, по однос на примената на секојдневната физичка активност и значењето на физичката активност. Ги едуцираме по однос на значењето на училишната хигиена. Подоцна преминуваме кон возрастната популација. Возрастната популација
иако е возрастна и иако има веќе стекнато голем дел од знаење и вештини под нас на здравственото воспитување, сепак секогаш постои одреден дел за кој што тие треба да имаат дополнително здравствено воспитување. Во моментов, во период на пандемија со коронавирус, здравствената популација добива најразлични препораки и едукација за превентивните мерки кои што треба да се превземат со цел да се спречи ширење на вирусот и воедно спречување на појава на болеста кај самиот поединеца, воедно и ширење на болеста кон пошироката популација. Последната категорија е гериатриските лица, тоа се возрастни лица, кои што имаат одредено здравствено воспитување, но во текот на животот секогаш истото треба да се дополнува. Најчесто овие лица ги едуцираме по однос на нивната правилна исхрана, по однос на активностите кои што треба да ги превземаат. Кај оваа популација најголем дел од нив веќе имаат одредени хронични заболувања, па ги едуцираме како да се заштитат и како правилно да живеат со истите, колку често треба да прават контроли, какви се контроли да прават и така натаму. Како ја определуваме содржината на здравственото воспитување? Во зависност од моменталните случувања, како и условите на живење во различни средини, се применуваат различни едукативни содржини. Многу често се практикуваат протоколите на Светската здравствена организација, кои што се однесуваат и се практикуваат на глобално ниво. Денес најголем предизвик на човечката популација, кој во глобални рамки ја засега целата планета Земја, е пандемијата со COVID-19. Токму затоа и целиот акцент на здравствената едукација денес е целосно посветен на превентива од пренесување на истиот. Овде ви е представен еден флаер кој што е изработен од една моја ученичка, на која што јасно се даваат препораките по однос на заштита од вирусот, а претходно се назначени и сите симптоми кои се јавуваат како резултат од заболување од COVID-19. Како го спроведуваме здравственото воспитување? Значи, со цел да го спроведеме здравственото воспитување, применуваме различни методи и средства, но пред да ги примениме здравствените методи и средства, потребно е да примениме одредени здравствени принципи кои што ќе ни овозможат целосно применување на здравствените методи и средства. Доколку немате соодветни примена на здравствени принципи, не може да очекуваме дека методот или средството кој што сме го одбрале за здравствено воспитување ќе постигне некаква цел. Па да видиме што се здравствени принципи. Што подразбираме под поимот принципи? Принципите, велиме, се општо прифатени правила според кои изведуваме одредени активности и спроведуваме одредени постапки. Принципите ги има во секоја дејност, за полесно да ги разбереме ќе дадеме еден пример. Велиме, во секојдневната настава како основен принцип се применува принципот на научност, според кој учениците во текот на своето школување треба да усвојуваат само научно докажани знаења. Здравствено воспитните принципи се делат на општи или основни здравствено воспитни принципи, принципи застапени во општествената заедница и принципи при работа со поединци или групи. Основен принцип пред примена на било каква здравствена едукација е да се детектираат општите услови на живење и работење со цел да се применат најсоодветните методи и средства на едукација. Значи, за да можам да применам одреден метод или средство за едукација на населението, потребно е да се детектираат општите услови на живење или да се детектираат условите на работа во една работна организација. Следен е принципот на општествената заедница. Еден многу важен принцип, доколку успееме да ги реализираме или примениме сите овие принципи, ќе очекуваме дека здравствената едукација во целост ќе биде применлива. Па велиме дека принципите на општествената заедница подразбираат прифаќање на правилата од што е можно поголем број на население и примена на истите. Принципот на општествена заедница ќе биде применлив кога ќе имаме принцип на договарање, што подразбира дека одредена здравствена активност ќе биде успешна доколку се постигне договор за реализација на истата.
Доколку веќе имаме обезбедено принцип на договарање, значи имаме постигнато договор со што е можно поголем процент од населението, истиот треба да стекне доверба. За да стекнеме доверба, велиме дека само директен и искрен однос со целосно даден и објаснети напастви доведува до успешно спроведување на едукацијата. На крај, кога имаме веќе договорена здравствена активност со најголем процент од населението и стекната доверба кај најголем процент од населението, тогаш потребна ни е координација и договарање на работата само на стручни здравствени лица кои што можат и имаат право да реализираат здравствена активност. Последниот принцип се однесува на принципи при работа со поединци или група воспитаници. Тука имаме 5 принципи. Принцип на воспитност, постапност, очигледност, поврзаност и доброволност. Што подразбира принципот на воспитност? Здравствената едукација да биде применлива во секојдневното живење. Значи, она што го барате од населението или го нудите како здравствена едукација, треба да е применливо во секојдневното живење, она што го даваме теоретски да биде применливо. Принцип на постапност. Едукацијата да одговара и да се надополнува на претходните знаења на воспитаниците. Од секоја возрастна категорија спомнавме дека има одредени предзнаења по однос на здравственото воспитување. Принципот на постапност го бара токму тоа, дека секое следно здравствено воспитување треба да се надогради на одредено претходно предзнаење. Принцип на очигледност. Примена на аудио и визуелни средства и методи. Многу поедноставно го едуцирате населението доколку визуелно му го представите она што го нудите како едукација. Затоа велиме користење на најразлични аудио и визуелни средства. Па тука имаме флаери, реклами, пишан материјал, аудио материјал со цел полесно да се разбере она што сака да се сподели како здравствена едукација или здравствено воспитување. Принцип на поврзаност, поврзување на теоретските знаења со практичната работа. Мојот пример е техника на миење раце, една од најбитните работи во моментот. Значи, потребно е теоретски она што го објаснуваме, да го прикажеме и практично преку слика, преку видео, со цел да биде појасно и применливо. И принцип на доброволност, велиме само доброволно прифаќање на здравствената едукација, очекуваме дека истата ќе биде применлива и ќе биде успешна. На крај, велиме што е значење или какво значење имаме од примена на принципите. Доколку ние ги примениме сите овие принципи, тогаш очекуваме дека имаме една масовност или мотивирано население, кај кое е точно прикажана состојбата без прикривање на вистината, со јасни напаствија на делување, со строго поставени цели и стекната доверба, може да постигне соодветно ниво на едукација. Апсолутен пример за сето ова е COVID-19 и велиме доколку населението се придржува и ги применува протоколите, се очекува намалување на ширење на вирусот. За крај, имате задачи за рефлексија преку кои што треба да се обидеме да го провериме стекнатото знаење по однос на поимите здравствено воспитување и здравствено воспитни принципи. Ви благодарам на вниманието.